Министерот за надворешни работи нема поим каква кампања ќе тера владата за да ги запознае граѓаните со придобивките од Европската Унија и за која ќе фрли нови 350.000 евра. Бујар Османи, кој по функција мора да ги води разговорите за Европската Унија и надворешната политика, не знае која е целта на новата владина кампања за ЕУ. Не сум точно информиран за што конкретно се работи. Инаку на 6 месеци пред избори владата повторно се пушти во арчење државни пари и тоа по втор пат преку кампања и промотивни видеа за да им ја каже на граѓаните убавината од членството во Европската Унија. Се кратат, се префрлуваат, се прави ребаланс на буџетот, но владините представници не се откажуваат да потрошат уште 350.000 евра пред заминување од Илинденска за кампања за ЕУ и видеа за социјалните мрежи. Не можам да го коментирам тоа. Знам едно нешто, што и кажа фина министерката на Романија, дека пресвртна точка во регионот ќе биде кога ЕУ картата нема да биде победничка карта веќе за избори. Од Илинденска на прашањето која потребата сега повторно да се трошат пари за кампања, го повторија одговорот од вчера. Кампањата ќе ги опфати придобивките од евроинтеграцијскиот процес и членството на Европската Унија за граѓаните на Македонија преку повеќе канали на комуникација. Договорот подпишан пред една недела тежи 18,5 милиони динари, а скопската фирма Vertigo NME треба да изработи слоган, дизајн на лого, графички стандарди, комуникацијска и креативна стратегија, дизајн на билборди, промотивни видеа и видеоанимации, веб банери, графички решенија за социјални мрежи, PR стратегии во тек на кампањата која треба да трае 45 дена.